Ги прашавте ли вашите поранешни колеги што би направиле да се на ваше место еве сега конкретно во сегашната ситуација со загаденоста? Побаравте ли некој совет? Не ги прашав, затоа што тука е професорот, односно министерот, и тој сам ќе одговори. Јас би сакал сега да му даваме прилика да се обрати министерот и после да поставувате прашања. Па благодарам, еве кога јас како бивши министер ми давате ваква прилика да одговорам на ова прашање, јас би направил еден друг аспект на прашањето на загадувањето. Бидејќи можам од една историска ретроспектива со оглед на моите години да се вратам наназад. И кога би ги барал кривците, би ги барал во нас, во нашата свест и во нашето однесување према животната средина. Затоа што пред 40 години имавме поголеми загадувачи во смисла на фосилните горива кои ги согорувавме во домаќинствата, во смисла на старите автомобили, во смисла на индустријата која беше лоцирана во самиот град, во смисла на топланите кои работеа на мазут. Меѓутоа ги речете немавме толку автомобили. Сега, тие токму автомобили се возени од нас граѓаните, кои обвинуваме некого за, еве ќе го кажам тоа, инверзијата, температурната инверзија за која е причина климатските услови, а не ја бараме кривицата во нас, во начинот на кој ние се однесуваме према животната средина. Значи, кога би ги користиле благодетите на новите автобуси, да речеме, кои ни се дадени на располагање, ние и се откажеме од нашиот комодитет да ги возиме нашите возила секое сабајле, ние би дале на вистина голем допринос и не би се го запрашувале министерот или било кој други, зошто ситуацијата со животната средина во дадени климатски прилики е таква каква што е. Вие денеска како дојдовте до министерството? Јас дојдов со возило. Меѓутоа, јас користам и други алтернативни, јас лично користам и други алтернативни начини на превоз, со оглед на динамиката која е денеска закажана, јас морав да дојдам со возило. Вие би се откажале од службеното возило за да доаѓате со автобус на работа? Или на друг алтернативен начин? Доколку има можности, секако да. Меѓутоа, знаете, некогаш и обврските се такви што мора некогаш и побрзо да бидеш на некој настан или на работа и така натаму. Меѓутоа, доколку има услови да има јавен превоз, да има превоз кој е добро организиран, би се откажал. Министре, најавивте дека во петок повторно ќе се разгледува состојбата, најавивте и нови поекстремни мерки, ќе ги наречам. Може ли да ни соопштите кои се дел од тие мерки? Предпоставам веќе е кристализирано, бидејќи има 2 дена само до петок. Значи, секогаш кога одиме со предлози на владата, ги имаме во предвид и информациите од Управата за хидрометеоролошки работи. Вчера беше дискутирано подетално повторна информацијата и состојбата со квалитетот на амбиентен воздух. Исто така беа разгледани и предлозите на опозицијата кои беа предложени во собранието. И барањето, например, да зимскиот распуст почне одма, го одбивме од причина што тоа ќе почне од понеделник, меѓутоа исто така може да го поремети целиот образовен процес не само во Скопје, туку во цела Македонија, затоа што таа одлука после ќе важеше и за цела Македонија. Имаше некои други барања кои малку беа порадикални и сметавме дека не е добро сега да бидат прифатени, затоа што целта не е да воведеме некои забрани за движење на автомобили, на возила и така натаму, а да се помести целото така наречено загадување или допринос на загадувањето во други подрачја на градот Скопје. Така да во петок пак ќе зависи од информациите од Управата за хидрометеоролошки работи и заклучоците, односно мерките ќе зависат само од тоа. Дали се работи на подигнување на свеста кај граѓаните за загадување? Па свеста не се менува со една изјава, не се менува за еден ден. Свеста се менува и бара повеќе време, повеќе работа. Професорот, односно министерот кажа, ако ние не се откажуваме од нашите возила и да се возиме со јавен превоз или пешки, излезете надвор, ќе видите, во секое возило има само возачот се вози. Значи не се возат. Не ни кажавте кои би биле мерките доколку продолжи? Па не сакам да преодицирам сега затоа што после може и да се злоупотребат кои ќе бидат мерките.
Ќе ве известиме, не сакам од сега да кажам до петок, има уште 2 дена, можеби и ќе се Ќе зависи од време. да, нормално. Уште едно. Професорот Джабирски ги спомена возилата, не пар останува во игра или воопшто не размислувате на таква опција? Абе, размислувавме и вчера дискутиравме и за таа опција. Меѓутоа, не сакаме сега да најавиме мерки кои евентуално понатаму нема да бидат поддржани. Секако дека беше предлог и од невладиниот сектор на средбата и се разгледува како можност. Доколку се воведува, тоа отприлика ќе значи 50% помалку автомобили во сообраќај. Само што едно прашање. Минатиот пат на владината седница стана збор за чистење на улиците со одредена материја. Дали тоа наскоро ќе се случи во Скопје и дали сериозно? Тоа е надлежност на општините и тоа затоа одиме со препорака до општините, не можеме да ги задолжиме. Треба општините, односно градот Скопје, да набави една посебна машина за перење со таков вид на емиски состав и понатаму може тоа да се употреби и во летниот период, особено во летниот период, затоа што таква е материјата што ги лепи PM частичките и тоа после не одат во воздух.